Неправдата врз македонскиот евроинтегративен пат нема никакво оправдување. Хрватска дава силна поддршка за Македонија. Порача хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ во Охрид по средбата со македонскиот премиер Мицкоски. Во однос на блокадата во евроинтеграциите, Мицкоски го повтори ставот дека не е подготвен за идентитетски отстапки по ниту една цена. Афродита Рамос е во Охрид. Афродита, по договорите со САД, Британија и со Унгарија, денеска е потпишан и договор за стратешка соработка и со Хрватска. Така, Тања, потврда за пријателство и искрена поддршка помеѓу две држави, блиски партнери и сојузници во НАТО. Вака накратко беше опишан договорот за стратешка соработка, што денеска беше потпишан овде во Охрид од страна на македонскиот премиер Христијан Мицкоски и неговиот хрватски колега Андреј Пленковиќ. За договорот дополнително беше кажано дека е од суштинско значење за иднината на двете држави, а тој ќе вклучува одлабочување на билатералната соработка во клучни области, од одбраната, енергетиката, здравството, индустријата, транспортот и така натаму, но именно во областа на енергетиката беше потпишан и дополнителен меморандум за соработка помеѓу Македонското министерство за енергетика, минерални суровини и рударство и Хрватското министерство за економија. Затоа како премиерот Христијан Мицкоски го оценува овој суштински договор и за економските импликации од него, да слушнеме од двајцата премиери. Овој договор е повеќе од дипломатски акт. Тој представува рамка за долгорочно партнерство и јасна политичка определба за продлабочување на нашите односи во услови на нови глобални предизвици, нестабилност, безбедносни ризици и економски трансформации. Денес повеќе од кога било е важно државите кои споделуваат исти вредности да градат посилни партнерства. Ке работиме на развој на конкретни иницијативи и проекти во транспортот, енергетиката, информатичките технологии, индустријата, производството, здравството, образованието, јавната безбедност, цивилната заштита, одбраната, сајбер безбедноста и управувањето со границите. Posebno mi je drago da je Hrvatska sa izmjenama zakona o strancima omogućila dugotrajnije vize za vozače, što je bila jedna poruka prije svega nama susjednim zemljama, a naravno da vas u te susjede ubrajamo i želimo da se ti odnosi lakše razvijaju. Cijenimo i dolazak više od 55.000 makedonskih turista u Hrvatsku tijekom prošle turističke sezone, što je porast od skoro 10%. Nadamo se da će tako biti i u buduće, a mi ćemo nakon ovako predivnog boravka u Ohridu preporučiti Hrvatima da dolaze ovdje na godišnji odmor. Imamo direktne zrakoplovne veze. Афродита, на пресконференцијата неизбежно се најде и темата за евроинтеграциите и за блокадата на Македонија. Како двајцата лидери го коментираат предолгото чекање со оглед на фактот дека Македонија и Хрватска речиси во исто време тргнаа на евроинтегративниот пат? Токму така, Тања, македонските евроинтеграции, блокадата со која се соочуваме, но и хрватската поддршка за нас беа клучен дел од разговорите денеска. Ние сме предмет на непринципиелни блокади, немаме повеќе можности за идентитетски остапки. Ова го изјави премиерот Христијан Мицкоски, додека пак премиерот Пленковиќ дополни дека Македонија се наоѓа во една неправедна ситуација и дека време е да се одблокираат нашите евроинтеграции и додаде дека условувањето со кое се соочува Македонија е длабоко неправедно. Пленковиќ позитивно ги оцени напорите на владата во однос на евроинтеграциите, но и понуди хрватска помош да се премостат разликите со соседна Бугарија. Во контекст на евроинтеграциите и тука да ги слушнеме двајцата премиери. Kad je riječ o europskom putu prema članstvu Sjeverne Makedonije, Hrvatska je tu snažan zagovaratelj, konzistentan, podržavamo vas od prvog dana. Mi smo na neki način, ja se prisjećam tih trenutaka 2000. godine, Hrvatska je lovila korak za vama.
pa smo onda sad mi već 13 godina u članstvu. Nema plastičnijeg primjera od toga koliko je ova situacija nepravedna i koliko je vrijeme da se ti procesi odblokiraju i da se naprave ključni veliki iskoraci prema članstvu. Nastojat ćemo vam pomoći. Се додека билатералните спорови и така наречениот булинг кон нас од страна на некои земји членки, односно во случајот една земја членка се наша препрека за да бидеме дел од тоа семејство, ова што одамна го заслуживме, за жал ќе се оддалечува и ќе се оддалечува. Но ние не губиме надеж, не губиме енергија, туку напротив, ќе продолжиме силно да работиме како што работиме овие, би рекол, нецели 2 години од како сме избрани како влада и очекуваме дека ќе добиеме таа шанса да бидеме дел од тоа семејство во кое што сме таму. Но нема повеќе можности за идентитетски отстапки, нема повеќе можности за чекор назад кога станува збор за нашите, би рекол, национални одредници, кукава и да е таа цена. Тања, исто така многу е важно да се напомене дека хрватскиот премиер Пленковиќ се заблагодари за одличниот третман на хрватите во Македонија, како што кажа, Хрватска го цени тоа што го правите за хрватското малцинство во Македонија, додека пак премиерот Мицкоски посочи дека акцискиот план за малцинствата е завршен, а се чека зелено светло од Брисел. Премиерот Пленковиќ, но и македонскиот министер за транспорт Александар Николов го поздравија решението за издавање долгорочни визи за македонските транспортни превозници од страна на Хрватска, а во изјавата на премиерот исто така го слушнавме и делот каде што тој го истакнува туристичкиот сектор, односно тоа дека над 55.000 македонски државјани лани ја посетиле Хрватска. Тања, тоа беа главните информации денеска овде од Охрид за потпишувањето на овој значаен договор за стратешка соработка, како и дополнителниот меморандум за соработка. Моментално се уште трае ова висока владина конференција, се одвива еден бизнис форум на кој што хрватските компании, македонските ќе зборуваат за продолбочување на соработката, инвестициите и развивање на пазарот во Хрватска и во Македонија. Тоа беше се за сега. Тања. Афродита, ти благодарам за информациите.